Добро вечер за гледачите на телевизија Сонце, како на оние во земјата, така и оние во диаспората. Јас сум Дардан Венецки, скопјанец, се разбира ова е мојот псевдоним, го зедов свесно за да ги афирмирам своите древни македонски корени. Скопје е дел од древната Дарданија, област Дарданија се разбира, а презимето Венецки асоцира на етногенезата на дарданците. Тие биле по својата етногенеза Венети во 6 век преименувани во Словени. Посебна благодарност за телевизија Сонце што ми возможи да моите истражувања повеќе годишни, околу 30 на години се бавам со издржувањето на македонските древни корени, да ги споделам со македонската јавност и на тој начин да дадам свој придонес за расветлување на најголемата светска мистерија наречена Македонија, да се расветлат вистините и заблудите што околу неа се плетат веќе 23 века. При тоа ќе се обидам да ги избегнам современите автори како извор, кој што го докажува нашето минато, а повеќе да се користиме со записите од древните учени кои ги оставиле за себе, се со цел да избегнеме некој да не обвини за пристрасност или за паранаука. Нема да изнесувам своји мислења, освен во одредени исклучуци, тука ќе се обидам да ги изнесам фактите и аргументите низ база на пишаните извори, низ база на археолошките докази што се наоѓаат во музеите низ целиот свет. Посебно внимание ќе обрнам на оние археолошки артефакти кои се наоѓаат во музеите во соседството, па и низ цела Европа, за да не може никој да не обвини, како што реков, за пристрасност, или, како што би рекол, народот со нивни камен по нивна глава. Нивните артефакти да ги искористиме за афирмација и докажување и расветлување на македонските древни корени. Кога велам за древните пишани извори, мислам пред се на оние најголеми авторитети, како што се Херодот, Страбон, Аријан, Јустин, Хомер, како што се трагичарите Есхил, Софокле или Еврипид, како што се римските учени Тит Ливи, како што е Плиние, како што се сите останати други, Овидий, Насур, например, Виргилие и други. Ќе ја повикаме напонуш и современата наука, како што е генетиката и антропологијата. Ќе ја користиме и топонимијата, хидронимијата, нисонимијата, оронимијата, теонимијата, кои зад себе оставиле древните македонци. И на тој начин да се обидеме да ги сознаеме врските меѓу древните и денешните македонци. Во нашата историографија од 45 година навака, древните македонци беа запоставени. Древната македонска историја беше запоставена. Ние не си ги знаеме нашите корени. Едноставно не учеа во училиште. Ние сме словени, дојденци, натрапници, освоивачи на овие простори од задкарпатските мочуришта, а за македонците, односно за древните македонци, за Александар не знаеме ништо. Тоа е трагедија за еден народ. Сите антички народи околу нас ги приграбија античките народи, корени, се представија себе си како антички народи, својот јазик како антички јазик, само ние поинако ги учиме своите деца. Затоа и ги имаме овие денешни проблеми. Тоа ми беше мотивот да стапам во истражување, да видам кои биле тие древни македонци, нивниот јазик, култура, писмо, религија, митологија и така натака. Низ овој серијал кој што го насловивме Македонија, мајка на светот, таа е не само мајка на светот, таа е земја на Божјата мајка и земја на Богот Македон. Ние се врзуваме со нив, тоа се култови, некои ги нарекуваат митови, јас би рекол историја, некој намерно сака нашата историја да прикаже како митологија за да може подосна да ја присвои. Низ посебни емисии кои ќе следат понатаму, ќе се обидеме меѓу другото да ги расветлиме Хомеровите епови и трагедиите од древните трагичари како што Есхил, Софокле, Еврипид и други, и преку нив да ги дознаеме нашите корени и врската на древните со денешните македонци. Се разбира, ќе фрлиме светлина
и на прашањето која краде историјата. И дали ние имаме воопшто потреба да крадеме туѓа историја. Ние имаме своја историја. Имаме дури и за извоз, да им дадеме на сите наши соседи. И пак имаме доволно за нас. Посебна емисија ќе направиме и за тоа дали навистина не знаеме кои сме. Тоа ќе биде најверојатно следната емисија, во која што ќе расветлиме етногенезата на македонците, кои биле народите што живееле на овие простори, но за тоа во следната емисија. Посебна емисија планираме да посветиме на древните македонски символи, пред се на сонцето, како најексплоатираниот символ, но и на и другите, како што е крстот, како што е лавот, козата, дабот и така натака. За денешнава емисија би сакал да го расветлиме поимот Македонија. И Македонија, незината древност, првото појавување на ова име во светската историографија, претежно кај древните автори. Нема автор од древните автори кој што не ја споменува Македонија. Јас таков не сум сретен. Македонија е најстарата земја во Европа. Единствената што има македонците се единствениот народ што имале своја држава пред Христа, која што под исто име обстојува и денес. Македонците се единствениот народ кој што е запишан во Библијата, под исто име обстојува и денес. Според историските извори, најстар забележан македонски крал според едни е Каран во 9 век пред Христа, според други Пердика во 8 век пред Христа. Диодор Суцилија наведува дека пред нив сме имале 28 други краљеви кои што тој поименично ги наведува. Основоположник на оваа кралска династија, не старата македонска кралска династија, е Херакле. Според него таа царска династија се нарекува Хераклиди. Според неговиот внук пак Темен, таа царска династија е наречена Темениди. А според местото на престолнината на древната македонска држава, што е Арк, оваа династија се нарекува Иаргиади. Има еден интересен податок кој што го обелоденува или го обработува еден од најголемите светски лингвисти во 20 век, Макс Фасмер, уште за времето на Хитлерова Германија, тој кажа и научно го објасни терминот темениди, кажа дека неговиот корен е словенски. Со помош на лингвистиката као наука и етимологијата као поддисциплина, која што за секој збор, за секоја именка не води до коренот на зборот и кажува на кој јазик зборувале луѓето кои што го именувале. Најстарото спомнување на името Македонија, барем според она што јас го знам, овој податок го обелодени господинот Васил Илјов. Тој е камен најден во Градешница, кај Враца во Бугарија. На него, според Васил Илјов, е запишено Зепир македонски. Тоа е времето на матриархатот, кога се зетува. Практично, веројатно е тоа некој граничен камен кој што е означувал територијата. Друго старо спомнување од приближно иста старост, ова е негде околу 7000 години старо, има во Турција, во денешна Турција, Богаскеј се вика местото, некогашната престолнина на китите, Хатуша. Тоа е древната Хатуша. Кога сме кај Хатуша и хитите во Мала Азија или китите, има два многу интересни податоци кои што не врзуваат нас македонците со тие кити од Мала Азија. Познато е дека сите народи, сите кралства што постоеле на Балканот се пресликани во Мала Азија. Најверојатно со преселбите негде 12 век пред нашата ера, после Тројанската војна, оние што ја губат војната, се реселуваат на сите страни, затоа Мала Азија имаме пресликан Балкан. Имаме Зета овде, Зелија тамо, имаме Карија овде, тоа е денешна Словенија, таа се нарекува уште и Карантанија,
Карија во Мала Азија, имаме Лика овде, имаме Ликија тамо, Венети овде, Енети тамо, тоа е етногенезата, тоа се народот, тоа е најстариот народ на Балканот, од родот на пелазгите. Така да тоа е цел пресликан Балкан. Интересно е, ги спомнав китите, се врзуваат две работи за нив. Најстарото писмо, светската историографија што го признава 5300 години старо, е писмото на китите или хитите во Мала Азија. Меѓутоа, македонците во Библијата се спомнати под името Кити, а земјата Китим. Така сме спомнати во првата библиска книга, наречена Битие, од пророкот Мојсија, некоја датираат негде 1350 година, 1500 година пред нашата ера. Па имаме и друга една интересна споредба. Кити имаме овде, хити, јас мислам дека и во Мала Азија се кити, и тоа веројатно во транскрипцијата или во преписите дојдено до хити, или пак некој намерно во преписите тоа го направил да се направи разлика меѓу хитите во Мала Азија и китите во Македонија. Но имаме и скити од Црно море до Балтик. Погледнете етимологијата на овие три именки. Кити, хити, скити. Имаат исти етимолошки корен. Значи, од Крит до Балтик живее еден народ. Беласти, тоа ќе го објасниме повеќе во наредната емисија, или Беласти, или Белазги, како што во стручната литература се среќаваат, по својата етногенеза Венети. Од Крит до Балтик. Па која е разликата до денес? Денес имаме претежно словенско население од Балканот па до Балтик. Се разбира, тука веќе има и некои померања на етничката карта на народите. Меѓутоа, основата е иста. Треба да го објасниме и поимот Македонија, името Македонија. Што тоа значи? Од 1945 година наваму, значи од освободувањето на Македонија, практично ние не најдовме валиден, издржан и логичен одговор на прашањето што значи името Македонија. Па нашите учени, дури и оние со највисоки академски титули, лутаа и се уште немаат дециден одговор. Имаме огромно разногласие. Според едни, Македонија значи рамна земја, според други висока земја, според трети планинска земја, според четврти песоклива земја и така натака. Се разбира, ова не е можно. Една иста именка да се толкува на 4, 5 или 6, колку не толкување има, не ми е јасно. Може да биде само едно прифатливо. Се друго е импровизација, предпоставки, кои што ги шират и ги изнесуваат нашиве учени. Зашто е ова вака? Причината по мене е основна, затоа што секогаш се прифаќа туѓата етимологија и туѓото именување. Секогаш се бара да се објасни и да се каже како другите не нарекувале. Меѓутоа, личното име и името на народот е строго лична работа. Секој сам си го одредува личното име. Сигурно јас не би дозволил некој друг. Јас се именувам како јас сакам. Или можам да идем од своите најблиски, значи оние мои сонародници, оние мои соговорници со кои имам исти обичаи, иста култура, исти јазик. Не други. Ние треба да го најдеме именувањето што нашите древни македонци за себе го направиле. Тоа не може да се прави со тугите, тоа може само со македонскиот јазик. Никој од нашите учени не поѓа од претпоставката дека древните македонски говореле јазик кој што во основа го има денешниот, односно денешниот за основа го има древниот македонски. Се разбира со сите архаизми за еден толку голем период од 2000 или 3000 години. Ако го употребиме денешниот наш јазик, ќе дојдеме до сосема други резултати, до сосема други сознанија. Како тогаш да го одредиме значењето на поимот, односно именката Македонија? На два начина. Да дојдеме до сознанија од древните автори,
од она што тие го запишале за Македонија и македонците и за начинот на кој се формирани имињата на народите и државите. И вториот начин е со помош на користење на етимологијата, односно на македонскиот јазик. Али оној денешен македонски јазик, само тој може да ни го објасни значењето на поимот Македонија. Зашто велам според пишаните извори? Во древноста постојат, барем јас сретнав, најмалку 30 сведоштва од древните автори, почнувајќи од Хомера, Херодата, Страбона, Есхил, Аполодор, кои што децидно тврдат, толку децидно да не може да се оспори, не оставаат место за полемика. Кралствата и народите ги добивале имињата според кралот. Ќе го за пример Есхил и неговото дело Прибегарки. Тој е писател кој што живеел од 525 до 456 година пред нашата ера. Во тоа време живеел и творел. Ова негово дело го опишува доаѓањето на првиот инороден народ на Балканот. Цел Балкан е населен со еден огромен род, наречени пелазги или беласти, од генот на венетите. Првите инородни доселеници се дојденците од Египет, данајците, по нив и египјаните, значи ќерките и синовите на Данај и Египт. Тоа се двајца браќа, родоначалници на данајците и египјаните. Како што ги опишува Есхил, дојдени во бела облека со црн те. Нашиот народ, според местото на ги нарекол египјани. И до ден денеска така ги нарекува. Ние имаме една група на луѓе такви кои што живее во Охрид и се обидува да формира своја партија на египјани. При тоа доаѓање, за се оправда асимилација на Балканскиот полуостров од страна на данајците, дојденците од Египет, тие се представуваат како луѓе кои што доаѓаат на своите поранешни корени. Со други зборови, се иселиле во некои древни времења, сега пак се враќаат во својата стара постојбина. При тоа, нив ги пречекува еден старец, кога прв пат се појавуваат на тлото на Пелопонес. Ќе парафразирам сега еден дел од оваа книга. Тие го прашуваат старецот: кој сте вие? Тој им одговара: јас сум Пеласк, крал на Пелазгија, земја од која што родот го берат пелазгите, така наречени според мене. А земјата ми се протега од земјата низ која светиот стримон тече, на запад до Зајдисонце, на југ се разбира до најјужниот дел на Балканскиот полуостров, бидејќи седиштето им е на Арк, тоа е долу на Пелопонес, а на север до Пајонската земја. Целиот Балкан, значи, се нарекува во времето на Пелазгија. Во времето на Македонија, во времето на Дарданија, во времето на внукот негов Трој е Троја, во времето на неговиот син, на внук или Ило и Лирија, а пак во времето на неговите синови Трибал и Пеон, Трибалија и Пеонија. Трибалија е потечението на Морава, Пеонија потечението на Варда. Видите се колку мноштво наводно народи, бар така не уча, а во основа тоа е истиот народ, кој што зборува исти јазик, има исто етнокенеза, а своето име на народот и државата го одредува според кралот. Значи, ние македонците го влечеме своето име од името на богот Македон. Некој велат митскиот крал, јас не би рекол така, тоа објаснение во наредните емисии. Тоа е традиција сочувана до ден денеска. Секој, посебно од постари вежители, знае дека во Македонија, посебно во Мијачкиот крај, но еве во Скопје, јас сум роден во Скопје, истата традиција имаме и во Скопје, жената се нарекува според името на мажот. Па имаме Славеица, Танчеица и така натака. А пак семејството, фамилијата се нарекува според главата на семејството, па имаме, да кажеме, Докузовци,
Томовци, Филиповци, или во мој чај Димковци, Зафировци, Шуплевци, Бошковци, така натаму. Според името, најстариот член, најверојатно од семејството, од главата на семејството. Традиција, велам, очувана до ден денес. Спомнав дека тоа е случај со Троја, децидни искажувања, имаме како во Илијадата од Хомер, тоа реком, поземно ке вратиме, имаме во библиотека од Аполодор и така натака. Македонија, значи за времето на Македонија, меѓутоа во еден период, запишено децидно кај Херодот, некои другите древни историчари и учени, се нарекува Еематија. А според Јустин, римски историчар кој е напишал Филиповата историја, во книга 7 глава 1 наоѓаме дека во еден период според синот на Македон, кој се нарекува Европ, земјата се нарекува Европија. Европа или Европија. Каков апсурд сега имаме овде? Тропаме на вратата на Европската Унија, вратите ни се уште затворени. Европа го носи македонското име. Најмалку 3 македонски принцези го носеле името Европа. Имаме крал Европ, имаме град Европа во Македонија, во срцето на древната македонска држава. Државата за време на Европа се нарекува Европија. Тоа е голем срам за Европската Унија. Со акламација треба да не примат. Европската Унија без Македонија не е потполна, не е целосна, грдоличи. Европската Унија е формирана на принципите и идеите на Александар III Македонски за универзален свет, во кој сите јазици, религии ќе бидете народи рамноправни. Тоа е првиот и последниот од древните владетели кои што ги почитувал тугите јазици, тугите религии, тугите вери. Секој дом може да се го зборува својот јазик, меѓутоа во државата вовел така наречен куине јазик или првиот есперанто јазик или јазик на трговијата, што представува мешавина од 40 на јазици, или што би рекол Квинти Руф, еден од неговите хроничари, јазик кој што морале да го учат и победниците и победените. Како тогаш со помош на нашиот јазик, значи освен според Богот Македон, и на друг начин може да го одредиме името на Македонија, според денешниот македонски јазик. Затоа подготвив една графика со името Македонија, разложено на незините составни делови. Тоа се првиот дел Маке, вториот дел е Дон, третиот Ија. Ија, без Ија, иако во изворите се и како Ија, суштината не ја менува. Ако ја разложиме и посебно го толкуваме ова разложено име, што ќе забележиме? Основата на Маке е мајка. Во денешниот македонски јазик и во останатите јазици од групата денес наречени словенски. Вториот дел, Дон, основа има Дона, жена, господја. Тоа значи дека римјаните од нас го презеле. Ние сме постари од нив. Името Македонија е постар од било кој друг. И третиот дел е Ија, што означува земја. Во англосаксонските јазици ознаката земја е ланд, па имаме Енгланд, Финланд, Дојчланд, Нидерланд и така натака. Во Азија ознака за земја е стан, па имаме Афганистан, Курдистан, Пакистан и така натака. Во нашиот јазик ознака за земја е Ија. Па имаме Македонија, Бугарија, Србија, Албанија и така натака, Грција. Кога ова ќе се обидеме да го составиме, што добиеме? Мајка, жена, се мисли на жената, светата жена, светата мајка, Божјата мајка, и земја, или, читано од десно на лево, во слободна интерпретација, земја на Божјата мајка. Јазикот ни го наметнува ова решение, и тоа овој денешен македонски јазик.
Ако ова се потврди, недвосмислено сме докажале кој бил и јазикот на древните македонци. Затоа помош ќе побараме во записите стари, но и во современата наука. Зашто е земја на Божјата мајка? Најраспространетиот култ кај древните македонци бил култот према Божјата мајка. Не постои храм, не постои јавен објект, не постои куќа во Македонија кај се прави ископувања, а да не е најдена статуетката на Божјата мајка. Јас ја приложив за оваа прилика книгата Праисториските дами од Македонија, авторка Ирена Колиш-Трковска Настева, во соработка со нејзините колеги археолози од Музеот на Македонија. Од самата насловна страна се гледа голем број на фигурини на Божјата мајка. Во оваа книга се представени 95 на број, иначе нивниот број е огромен. Реков, нема куќа кај се вршени искупувања да не е најдена. Сите овие се од 6 до 4 милениум пред Христа, со други зборови, сите стари од 6000 до 8000 години. Но ова не е најстариот артефакт. Најстариот артефакт и најголемиот на македонската јавност си го обелодени господинот Вангел Божиновски. Тоа е статуја на Божјата мајка исклесена во камен, примитивно се разбира, во планина, долга е 4 метра и 80 сантима, кај горно село Прилепско. Покрај неа, во незината близина, има и 4 базени изглабени во камен, што значи се работи за едно свето место, за едно светилиште, кај што се вршеле одредени ритуали уште во младото камено доба. Ова е артефакт стар преку 10.000 години. Со право ние можеме да кажеме дека Македонија е земја на Божјата мајка. Земја каде што е роден и создаден тој култ. Божјата мајка, заради информација на гледачите, е земјата. Родилката, таа што роди и создаде се. Најстариот за мен мит за неја иде на следниот начин. Прво беше хаосот, од хаосот се создаде земјата. Таа го роди, значи сама Уран, или по нашенски Гуран, горниот, богот, прво богот, во древната македонска митологија, се вкрсти со него и како резултат на тоа вкрстување настанува сета жива и мртва природа. Настанува морињата, реките, животните, луѓето. Велам, со вкрстувањето на Божјата мајка, земјата и небото, најстарите митолошки личности. Оттаму крстот е еден од нашите најстари символи. Крстот не е символ на македонците од времето на христијанството, него е многу постар. Затоа го наоѓаме на плавошник, затоа го наоѓаме по црквите, го наоѓаме по мозаиците. Реков, ќе бараме потврда на оваа теза во пишаните извори. Ќе се послужиме со каменот од Розета, камен кој што е најден од француската армија во Египет, во местото Розета, подоцна преземен од британците и сега се наоѓа во Британскиот музеј. Нашите учени, Аристотел Тентов и академик Бошевски, го преведоа каменот од Розета, со помош на денешниот македонски јазик се разбира, и македонската граматика. Таму открија дека македонците себе си се нарекувале децата на Мо или децата на Божјата мајка. Еве го доказот. Ако македонците се децата на Божјата мајка, тогаш нивната земја е земја на Божјата мајка. Непобитен доказ. Ако ова не е доволно, ќе се послужиме со техниката. За гледачите на телевизија Сонце, ќе отвориме Google Translate и ќе направиме превод од англиски на хинду јазик. Светот на мајката, што би значило светот на Божјата мајка од англиски, или Word of Mother на хинду. И да би ги замолил гледачите да бидат внимателни и да чујат тонската снимка
која што ќе ја добијат од својот компјутер. Добро би било да се чуе. Ова може секој сам, за да се увери дека е тоа така, да отвори Google Translate, World of Mother, превод на хинди. World of Mother. Makidunia. 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 Зашто велам на хинду и што тоа за нас македонците значи? Многу значи. Ке се повикам на господинот Ташко Белчев, професор, доктор на науки, лингвист, професор на Краковскиот универзитет, кој целиот свој работен век го посвети на истражувањето на македонските корени. Не може никој да го прогласи него за паранаучник, тој е стручен во својата област. Тој наоѓа исти етимолошки корен меѓу виндите и индите. Венди, винди, инди. Се работи за исти народ, кој во древноста живеел и во денешна Индија, но и овде. Она што ќе го чуете на Google Translate со преводот на светот на мајката од инглески на македонски, го осликува она што досега го говоревме. Звучниот одговор ќе биде Македонија. Поголем доказ ова за името Македонија ние немаме. Мислам дека за денес ќе биде доволно. Осознавме што е Македонија, нејзиното значење, поим. Има и други значења, меѓутоа мислам дека основата на која што имаме подкрепа и ова. Македонија може да се толкува и како земја мајка. Земја мајка. Земја мајка на светот. Зашто? Според Харалд Ламп, еден од најголемите познавачи на македонската древна историја, запишал дека најстарите организирани населби во Европа се појавиле во Македонија 6620 години пред Христа. Се друго што е настанало тоа е после Македонија. Мајка земја или мајка на светот влече корени до денес. Пак ќе се послужиме со мијаците и мијачкиот крај. Ќе ги подсетам гледачите, посебно оние од Западна Македонија, дека мајче е израз за стара мајка или баба. Бабата ја нарекуваат мајче. Значи, мајката, највозрасната. Во преносна смисла тука може да направиме изведенка. Мајкедонија, земја мајка, мајка на светот. Најстарата цивилизација, најстарата култура, најстарото писмо, тоа ќе видиме следните емисии. Најстарата музичка скала, најстарата, што се вика, првата обработка на металите и така натака. Да не должиме, да не ги замараме, сето тоа ќе го изведеме и ќе го докажеме во наредните емисии. Наредната емисија ќе го носи називот дали навистина не знаеме кои сме. Свесно одбран наслов, за да се покаже сите абсурди, да ги покажеме сите абсурди околу нашите дребни корени и околу нашето незнаење за тоа. Дали навистина не знаеме, ќе видиме во следната емисија.